Министерот за здравство Венко Филипче ги подучи светските лидери кои воведоа итни мерки за заштита од најзаразната омикрон мутација. Оти морале да научат како да живеат со вирусот. Филипче и натаму тврди дека состојбата со COVID-19 во земјава е под контрола и дека немало потреба за нови рестриктивни мерки. Не може за секој нов сој да го затегаме обрачот, вели Филипче. Лично сметам дека ниту поради омикрон сојот, ниту поради било кој друг кој што евентуално би се нашол, треба да се прават некакви дополнителни рестрикции. Сметам дека сите земји во светот треба да научат да живеат со општите превентивни правила и зголемување на степенот на вакцинација, и тоа е излезот од оваа криза. Не можеме ние за секој еден сој, без разлика на карактеристиките, се до еден момент додека не ја влошува ситуацијата, да воведуваме дополнителни рестриктивни мерки. Тоа што во моментов нема нови рестрикции, според министерот нема да стане товар за неговиот наследник Беким Сали, бидејќи според Филипче, новиот министер ќе го преземел ресорот со огромно олеснување со оглед дека ситуацијата е мирна, а болниците празни. Сепак, вели, Комисијата за заразни болести ја следи епидемиолошката состојба во Македонија и доколку таа се влоши, ќе предложеле нови мерки. Сега ковид центрите не се полни поради тоа што нема пациенти, едноставно нема приеми ниту во ковид центрите во Скопје, ниту ширум државите, во државата. Во огромен број на инфективни оделенија практично нема хоспитализирани. Од десетина инфективни оделенија се практично празни. Дел од пациентите кои што се диагностицирани се праќаат на домашно лекување, поради тоа што имаат полесна клиничка слика. Во Македонија се уште има само еден случај позитивен на омикрон варијантата, но надлежните најавуваат оти нови секвенционирања ќе се прават наскоро, за да се утврди дали новиот сој дополнително се раширил. Во меѓувреме, голем број земји во светот се блокирани токму поради новата омикрон мутација. За влез во Грција се бара негативен ковид тест, а земјата ги откажа и сите јавни новогодишни и божикни прослави. И Црна Гора ги откажа новогодишните настапи на плоштадите. Словенија забрани масовен дочек на Нова година на отворено, но дозволи работа на угостителските објекти само за оние кои имаат ковид сертификати. Германија ги ограничи приватните собири на 10 лица, а одлучи да ги затвори ноќните клубови. И Португалија ги затвара баровите и ноќните клубови, а работа од дома е задолжителна за сите до 9 јануари. Поради омикрон, авиокомпаниите откажаа и илјадници летови, па така група српски туристи останале заглавени на Занзибар и сега мора сами да се снаоѓаат за враќање дома.